почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Бензините повторно поскапеа. Владата на Груевски шета низ светот попусто, барајќи странски инвестиции. Граѓаните мизеруваат, сиромаштијата е се поголема. Закони се носат, какви такви, никој не ги почитува. Така долго очекуваните измени во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кои се однесуваат на стекнување на право на пензија на земјоделците, стапија во сила на 1 февруари 2012 година, пред речиси 2 месеци. Како и за се останато, наместо измените да се во корист на граѓаните земјоделци, тие им ги ускратија и правата кои досега ги имаа. Имено, со новите измени, право на пензија имаат само индивидуалните земјоделци, кои во моментот на поднесување на барањето за пензија се осигурени земјоделци, а не сите категории на земјоделци. Односно, џабе ви е стажот од 10,5 години, што со измените на Законот на пензиско и инвалидско осигурување ви го вратија, ако при поднесувањето на барање за пензија не сте евидентиран земјоделец. Владата на ВМРО ДПМНЕ донесе закон за измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување за индивидуалните земјоделци, во кои се ускратуваат правата за стекнување на семејна и инвалидна пензија по однос на вратен стаж од пред 1989 година. Какво безобразие! Револтот на земјоделците е неизмерен. Лутаат низ институциите, бараат објаснување, а насекаде институциите, граѓаните пред се. Наместо да ги подобраат условите за живење, владата на ДПМНЕ и така лошите услови ги права уште побезнадежни. Дополнително, истата таа влада на ДПМНЕ испланирала дека бројот на земјоделците кои ќе можат да се стекнат со право на пензија е вкупно 648 на ниво на цела Република Македонија. Оваа бројка почитувани ќе биде надмината само во општина Струмица. Затоа прашуваме, има ли представа подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Струмица, со колку пензии индивидуалните земјоделци ќе се стекнаат во најземјоделскиот крај во Македонија? Колку барања за старосна земјоделска пензија досега има доставено до фондот? По колку од нив е позитивно решено? Ви благодарам.